Здраво, вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 652 издание, а во Македонија на една рака се бројат метал фестивалите кои имаат создадена традиција на одржување, организирајќи нови изданија секоја година за да може љубителите на метал музиката да ги погледнат омилените бендови во вистинско руво, како што доликува, нели, на голема бина со добро озвучување, за да се почувствуваме дека сме дел од светот, од нешто многу поголемо од нас што не спојува, што представува и метал заедницата всушност. Еден од тие фестивали за кои се збира племето на истомисленици на едно место е фестивалот Metal Discharge, кој оваа година ќе го има своето 7 издание во Битола, кој ќе трае започнувајќи од 5 и завршувајќи на 7 јуни, а главната вечер ќе се одржи на ракометното игралиште оваа сабота на 6 јуни. По тој повод, стапувам во контакт со еден од организаторите на фестивалот Дејан Милошевски, со кого ќе слушнете разговор за подготовките на фестивалот и ќе ги представиме артистите кои ќе може да ги погледнете овој викенд во Битола. Подгответе се за металчење од највисок ранг на Канал 103. А емисијата ја започнавме со композицијата Бездушници од албумот на Inner Hate, и во продолжение следуваше композицијата Assault Swing од LSD During War, односно нивна демо верзија на композицијата. Ова се бендови кои ќе настапат на отворањето на фестивалот, вклучувајќи ги и Тремула, кои ќе слушнеме во продолжение со прекрасната во врело црвена ложа. Дансе Макабре е емисија во која 17 сезони се зборува за уметно со борба против лицемерието, зависта и користолюбието, туку уметниците се вистински херои, а не политичарите криминалци. Секој издание е на мала победа против шундот, апатијата, предрасудите и богот на медиокритетот алгоритамот. Дансе Макабре е отпор против колективната глупоќа, празнината на насловите, брзиот клик и грабежот на вештачката неинтелигенција. Целта на емисијата е да ги доближи квалитетните уметнички дела до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста за подобро да го разбереме светот во кој живееме. Вечер име закажемо полноќен танц со смртта по 652 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Во рамките на 652-то издание на Дансе Макабре имам можност да разговарам со Дејан Милошевски, еден од организаторите на Metal Discharge, фестивалот кој ќе се одржи по 7 пат оваа година од 5 до 7 јуни. Фала ти за одвоеното време од бурното секојдневие за да поразговараме за убавите нешта на животот, Дејан. Нема што, фала што секогаш си тука за да не прашаш како ние што правиме и што секогаш не поддржуваш во не само нас, него целата метал сцена што ја поддржуваш на било каков начин, со кој што ти си многу успешен. Мора тоа така да биде, заради тоа што мала сцена сме и едни со други треба да се поддржуваме, дефинитивно. Точно, така си. Ајде сега, организирање на метал фестивал со 7 изданија не е мала работа. Напротив, тоа значи дека се стои исправено на две нозе против сите препреки и непогоди. Точно е дека сте активни со концерти преку цела година. Ме интересира зошто се уште е важен континуитетот на концертната активност за вас и надвор од фестивалот. Значи се уште сметаме дека треба да го имаме, значи тоа како паралелно да тераме и други концерти, па макар да бидат и во помало издание. Че се уште стоиме до тој став дека публиката во таму ќе се олади ако ништо не правиме. И мислам има тексту има уште по некој друг насаж не во наша организација, меѓутоа сепак сметаме дека кога ќе направиме ние концерт, без разлика дали е мал или голем, мислам дека луѓето тоа го препознават и знаат што може да очекуваат. Дефинитивно. Менувате локации на свирење низ Битола, меѓутоа дали има смисла да постојат на пример места за пуштање музика, не само за свирење, кои повеќе би служеле како збирни точки за помладите, да речеме, дете петок знаат дека треба да се збираат и затоа што таму ќе има метал на пример. Да, види се, знаеш како, јас повеќе ние така споменуваме локации затоа што се уште сме во потрага по нешто баш да ни легни. Идеалната, ама од друга страна пак и е добро што некиме се врзиме со една локација. Во последно време имаме некој така, како да речам,
се нешто фали, не ме разбираш, на некое место се нешто му фали. Мислам, не дека ние имаме кој некакви побарувања, ние не бараме кој знае шо, ама сепак основните работи за опрема ќе донесиме. Значи не ни бараме опрема, ама и малку оној шо односот бараме да е фериски, така, пошто ние не бараме кој некаков профит или не знам кој да е шо, то нормално сакаме, значи си продаваме карти, пошто то ние треба да платиме артисти, озвучување и се останато. Ние само бараме еден фер и коректен однос од локалите и разбирање на дима, зашто сепак ние ова го правиме од ентузијазам, значи јас ги разбирам нивниот бизнис модел и се останато. Меѓутоа, ние некако на крајот на краиштата не сме решала вајзе, значи не сме дека шо ајде сега ќе правиме свирка, па значи ќе ви попуштаме. Не, нема повеќе попуштање, готово. Вака стојат работите и одиме до крај. Така, треба да биде обострана, заемна треба да биде почита меѓу вас и локациите каде се одржува настанот. Да. Прашањето ми е па денес ми се наметнува многу ова, дали воопшто има потреба од таква социализација кај младите? Дали воопшто слушаат метал, разменуваат албуми, искуство, познавање? Дали се слушаат ова битола се уште кај помладите? Јас имам печатот дека се послабо да се случува. Ама па тоа не е дека е погрешно, значи може младината си има некој нивен начин на комуникација, кој е виртуелно, знаеш, и може тоа воопшто не е ни погрешно. Ама го нема тоа на, мислам, начин на живот го нема како ние што го живеевме, да речем, културата е малку сменета, така, и навиките. Па, што да не знам што ќе види, ете. Добро, ќе се подпираме на разменување мемиња, тоа ќе биде оставено. Доктор, така е што ако не нешто да пушти меме, така. Добро, тоа од секогаш го има, само што ние лице во лице сме го правили. Да, така. Од 12 бендови кои ќе настапат на фестивалот, битолските бендови ги има 4 оваа година. Сите влечете на своја страна. Првата и последната вечер ќе бидете кај пиварницата Бакерски, таму претпоставам дека немате проблем ни со околината и може да свирите без проблем. Па да, баш таму сме онака како отцепени од светот, мислам, иако е тоа спаѓа во градот, така, ама е во индустријската зона таму. И до сега сте направили еден концерт заедно со Примитив Дрет и Куркалани ги сработивме таму. Немаше барем во однос на тие работи не направи никаков проблем, значи никој не го сметаше. Супер. Значи во однос на дека дали некој да се пожали дека гласно беше или ова она, некој искоментира малку и далеко, ама тие што без не дојде, така да. Така ќе биде и овој пат. Ќе надевам. Подобро е да го немаш проблемот со околината. Мислам дека тоа и Скопје е најдобро. Да, дефинитивно. И плюс атмосферата таму сосем баше металска атмосфера, че во пиварата, во дворот во пиварата да има концерт металски, значи карно по-добра комбинација, тоа не знам. По-добра комбинација е Танкар да ги донесеш да свират. Да, плюс Танкар да дојде таму. Тоа би било екстра. Мислам дека можеш да го разубедиш Гере ако му кажеш дека пивара. Да, на таа стака можам да го фатам, сигурно. Да. Ајде прво да се фатиме за домашните производи. Да, нема проблем. Од нафталин. Значи за мене во врела црвена ложа е дефинитивно еден од тие black metal постаменти во македонската музичка сцена. Тие се првата вечер и Новајлиите и Јанка се последната вечер. Имате уште два бенда, да ги напоменаме само и нив, Кристијан Магденовски и твојот бенд Скалкраш. Што ги двои овие бендови, што ви е заедничко, кажи? Па, што знам, со Кики, например, многу сме блиски пред со Кристијан, ама тоа е само рето што во периодот кога свиревме со Скалкраш, тоа постоеше бендот Ламфер, кај што Кики беше, речам, негов беше бендот Ламфер. Мислам, тоа не спојува вака како стилски се различни работите, нели, Јамка е друг стил, Тремул е сосем трет стил, така. Значи, гледавме, како и секогаш, значи, гледаме да е жанровски различно, ама во овој случај, конкретно за битолските бендови, баш не врнувавме внимание толку на да бидат жанровски различни бендовите, него гледавме кој бенд може да е битолски и да се покани да свири. Нормално со Тремула, пошто со
владе многу живееме онака во контакт цело време и така узмуваме че тој почна да кажува дека пробва да го реактивира бендот, дека се снима материјал, дека ово и последно сега ко разбрав кои луѓе му се во бендот, тоа ќе биде хаос, мислам ќе биде супер. Да, ќе го вратат Black Metal на голема врата во Македонија ако продолжат да. И тоа баш сношти пред 2 вечери се видовме, беа дадени битола во си правја проби и се видов со цела екипа, така да дечките се спремни, така ми рекоа. Сериозни момци се тоа. Да. Вечер традиционално ќе се одвива на ракометното игралиште, за да не соберете сите љубители на метал на едно место. Оваа година 6 бендови и искрен да бидам низ моја геријатриска призма, фалате што нема повеќе бендови, затоа што посетителите се цел ден на нога и околу полноќ клапнува публиката и се повакуваме и на трибини или си одат, така што за првиот ден се сончаме. Така што научивте низ минатите години дека работи, а што не работи за фестивал? Не, значи да бидам искрен, сега ќе ти кажам зашто направивме ова да биде со 6 бендови наместо за 7. Значи решивме да скратиме еден бенд од главната вечер и да додаеме по уште еден на другите вечери, така решивме. Значи тоа беше иницијално тоа ни беше замислата, инаку кога би биле по-спремни финансиски, верувам дека би викнале пак уште еден бенд, можеби. Ама и вака мислам дека е добро, па ќе видиме година како ќе поминеме за година, здрави живи ќе размислуваме. Јас кондиционер. Што ти беше другото прашање, извини, за што работи, што не работи, така? Да, што научите дека функционира? Да не ти кажам право, нема за некој работа, например, ова година работеле некој работи така? Се нараја, не ти работи, значи нема правила. Па ќе видиме, што знам. Не можам да изгубам нешто, дека нешто се работи, дека функционира. Знам дека секоја година идат млади деца. Тоа функционира. Тоа функционира и исто така има група на луѓе што доаѓаат без разлика што музички ќе поканиме ние од бендови и да чисто да се поминат убаво, а и не веруваат во тоа што ќе донесеме, во смисол и да не е толку звучен бендот, гарантирам дека ќе биде квалитетен, барем на секој човек дека барем во вечерта една група ќе му лежи на срце, ќе му легне, така? Да, ако слуша метал, дефинитивно ќе му се помогне. Да. Така. Ајде напоменеме кој ќе настапува главната вечер и зашто ги избравте тие бендови. Направите широк распоред помеѓу металкор и треш метал бендови за да завршите со амбасадорите на агресијата, ако така ги. Да. Па да, со Инфест се договаравме и требаше и претходната година нешто така, имавме некои договори, ама Зоки, тоест член од неговиот бенд нешто го извиси, па мислам дека тој поќе не е во бендот, тој човек. Ама веројатно и заради други работи, сигурно. Значи, не беше човекот веројатно транспорт дали замина или не беше тука. И затоа, значи, Инфест не се лански должници, така да затоа годинава ги ставивме Инфест. As the Rise се бенд онака баш модерен, онака можам да речам комотно модерен бенд, што сакавме да си дозволиме еден таков бенд, значи имаме еден модерен бенд, па макар и да од Словачка. И таа се бенда, мислам, на зачеток на кариера. Да. Меѓутоа сакам да кажам дека Словачка не е толку близко, во тоа сакам да речам дека сепак не мислам не дека толку скап бендот, меѓутоа со само тоа што доаѓа од Словачка нас ми е трошок. Да. За Скалкраш исто така не се должници од лани, пошто исто требаше лани да свидиме, меѓутоа се изјавови таа работа и сега годинава што сака нека рекол, мора да се свири, пошто и албумот е при крај. Ќе слушаме дел од новиот материјал? Да, па 6 композиции од новиот албум ќе се освират. Меѓутоа тие делови се и веќе свирени, че не се, но тие се старо нови песни. Ќе ги некој хитче така колку да се подсетиме на хитовите. Мислам, тоа е со Скалкраш приказната. Се надеваме дека ќе биде и албумот за брзо, меѓутоа сакам да наговесам дека ќе има нешто како една песна ќе објавиме сигурно за брзо. Супер.
Да. Сега за Ю, што да ти кажам, мислам Станич ние и мислам екипата друга, ама Станич пошто како фондер, така како малку на другарска база ги пативме, ајде за дојдете да свирите кај нас. И мислам тие со задоволство ја прифатија поканата и нормално сакавме и малку да не биде значи типично само метал. Значи да имаме малку поинаков бенд. И Ю мислам дека бендот што ова вечер е така што е малку поинаков. И заедно со Кики, пошто Кики до сега сме немале таков бенд, мислам како инструменталки така да свири, ама Кики е наш добар другар, мислам и тоа што го работи, што до сега има издадено ово моје второ издание, че втор албум. А да не прамовет со која екипа настапува во живо. Така што мислам дека тука нема коментари, а не Тјури, пошто и тие видовме дека се враќаат од умрените. Мислам јас разговарав, видовме некои слики, видовме кај што објавуваат и јас со Пуци зборнав, па беше оправите, свирите ово она. Да, почнуваме и јас зборнав со екипата и му викам дајве, разговарам со Пуци дали може да ги поканиме и така. Согласивме па и тие на драга волја ми самите кефови беа, па само што ги побаравме ние и после изилине да ги побара за да свират со Еванџелик таму со кој беа. Да, така што треба само нивно е да одлучат да свират, а има каде. Да, и така рече, многу, рече, алал да тие ми тргна. Супер, потребно е слеер од дома да се прави. Да. Оваа година имате помал број на артисти од натрешноста на државата и Нархејт од Кичево доаѓаат и ги си понесат со себе орда кичевчани на фестивалот. Тоа е сигурно. Меѓутоа, имате зголемен број на метал бендови од Скопје, односно 4, но низ годиниве гледам дека помал е бројот, например, на скопјани што доаѓаат на фестивалот, иако има слушатели на метал што ги гледам на свирки на Скопје, а не во Битола, истото важи за членови на бендови. Например, ако не свири бендот на фестивалот, не ни доаѓаат воопшто. Точно Да. Има такви појави, ама не можеш, што да му представуваш да се не можеш да му фаќаш. А сепак кој е во можност е добре да е така. Меѓутоа ти разбираме се пораката дека нели тука ова го правиме за да крениме на посетеност и чим има повеќе луѓе, ние можеме да направиме и поубави работи и се да окренеме фестивалот на уште повисоко ниво. Меѓутоа ние решивме да се адаптираме колку спреа публиката, колку публиката е присутна, толку и ние можеме, ние би сакали повеќе, ама така цена поборувачка како е за овие работи, не сеќаш? Не, прашањето повеќе ми беше, сте размислувале за некаква си полезна опција за помладите, од типот на бесплатна опција за студенти, за воз, за автобус, за нешто, за да стимулирате проток на луѓе кон фестивалот? Не сме размислувале во тој правец, зашто сепак мислиме дека ако некој човек сака да дојде ќе дојдете, например, што знам, има и други фестивали кај што луѓето па никому ништо, ме разбираш, нема плачки, нема аути, нема превоз, нема, значи, или скапа била картата, јас сметам дека Metal Discharge ја држи на ефтината карта во однос на колку бендови се гледат и во однос на се што вложам, значи, ако ми веруваш, значи, денар профит немаме за мене на страна, да се прикриме в джепот и се што добиваме, ако добиваме, некој ќе влегуваме во минус. Меѓутоа се до тоа го правиме само за фестивалот. Да, во контекст ми беше прашањето за дистанцата меѓу градови, за да на некој начин па, знаеш како, сметам дека луѓето треба да се одлучат за себе. Мислам, ако сака да дојдат да поддржат, тоа сепак оставам не можам да ги судам луѓето, секој со своите постапки, нели? Така. Сега ние повикот е пуштен, така, апелот е пуштен, така дека ова го правиме за цела Македонија, не само за Битола. И самиот добро ти напоменете годинава дека имаме доста бендови од Скопје. Така е. Па ајде Скопјани, мислам има уште време. Да се го поддржат собственото, не? Ако не сака да.
Така, сме така. зборувале за ова, ама нашите генерации бевме онака неми сведоци на една капиталистичка побуда каде почнаа големи бендови со поделба на фан питови, на партери и на трибини. Сега знам дека Да. нема ни да ви падне памет на дисчарж, меѓутоа затоа што сте нели здраворазумни битија. Меѓутоа каков е твој поглед Точно. на делење на публиката според овие финансиски конструкции, ме интересира. Да. Идиотски е според мен. Не само нормално на големите фестивали може тоа не знам дали е неопходно. Не мислам дека е неопходно. Меѓутоа тоа е само заради бизнисот, да речем, бизнисот тука наши на пример јас минавалени тој слани да ни крави изгледав со одвоглед. Сега што ти му тек на организаторот на полу стадион да го направи фан пита. Мислам, тоа е смешно, како фан пите тоа. Да. И Мислам, му беше и празен беше фан пита, само не беше полн како што го има предвидено. И према туку карти си продаде, не му беше полн, така да. Некам дека тоа е претеризам. Четврт да биде од стадионот. Да Така. Затоа како аномалија на човечкото постоење го ја забележуваме што се поголеми бендови го прават тоа, не само фестивали. И не сме Да. коментирали ова, чисто на компанија. Да. Да, ова е сепак моје индивидуално мислење. Да, затоа и те прашувам тебе. А додека сме кај финансирање на фестивалот, на слушателите им е јасно дека има стигма кон оваа субкултура за финансирање од страна на големите фирми, непотребно кријат брендови од изложување пред публика и нема да кукаме за тоа, ама затоа ќе те прашам хипотетички доколку би имал голема, да речеме фармацевска или прехранбена индустрија да си магнат, дали и зошто би инвестирал во фестивалов? Па не знам, вака сега, ако е од фармација, да ти кажам право, може и да не прифатим, ама да е дашо кажа прехранбена индустрија, зашто да не е. Значи, јас баш работам во маркетинг, значи може и секако, сите начини може си да пробие до пазарот, меѓутоа најмногу што треба да се поддржи е тука од една малку друга перспектива, не само заради да имаш ти поврат назад во бизнисот твој, него малку обштествено да гледаш тука дека нешто некои луѓе се трудат, сакаат да направат нешто подобро, значи сакаат да бидат независни, значи и една мала таква помош, тоа ќе биде мала помош, ама од голема компанија може да значи многу. Така е. И таа поддршка говори баш за таа хумана димензија која треба да има големите. Точно. Тие можат на тој начин да таргетират, значи не мора да металците на пример јадат кисла, така. Тоа е кросаните ќе спонзорираат кросани и така натаму, меѓутоа сепак може повеќе нешто посредно, нешто повилегнало во однос на таа слично да речам со спонзорство. Меѓутоа да јавно сакам да кажам дека не би прифатиле спонзорство од типот на кладилници, казина и така натаму, значи се што сметаме или цигари например што такво што сметаме дека не би прифатиле спонзорство. Одлично. Дочекавме да посведочиме на една метал ренесанса која се случува во наша непосредна оддалеченост во Србија, каде секој викенд реномирано име од метал сцената настапува таму за една смешна сума на билетите и тоа пред 300-400 посетители. Па ако би можело Антракс на пример да се гледаат за 3000 денари, зошто па да не се донесе некој Алистер или некој друго значајно име во битела на пример? Па не знам да ти кажам право. Што да речам? Јас сметам дека тој, јас знам за кој избора што е лик еден стварно ентузијаст, човек, знам дека има правени порано концерти и сега нешто пак пробва наново. Мислам дека премногу ентузијасти, не знам дали му се исплаќаат тие концерти, јас да бидам искрен. Не знам и јас. Ама ги има. Има многу. Има. Не знам, треба да се разговара со човекот да види дали стварно е рентабилно тоа што го прави или онака си прави кеф човек. Мислам, во секој случај, може па и Србија има поќе публика, да бидеме искрени. Добро, на тие свирки не знам што да речам. На Омен и на другите бендови и на Артилери, не дека имаше многу повеќе отколку во МКЦ или кај вас бира. Мислам. Така што и тоа се пак од тој среден калибар, не се стадионски бендови. Така што интересен модел направи и буквално ја размрда српската метал сцена. Да. Не знам што да речам, ама сепак тоа се за големи, тие се големи бендови и сам били така тоа ниво на бендови што ги носи. Се уште ние не сме спремни на тоа ниво да викнеме некој бенд, мислам
пак тука некаде и годинава што се овие Blues of Sphincter се некој ниво на бенд, меѓутоа не се ултра популарни, значи што знам што да речам. Да, се име во Анкор, односно во Грозовец. Да. Кој што ќе направат добра забава, претпоставувам. И ние тоа се надеваме, да. За разлика од другите фестивали, кај вас наредното издание на фестивалот започнува уште во понеделник наредна недела. Така што дали имавте повеќе главоболки оваа година од минатите и имате или уште бендови што би ги поканиле кои ви должат за ова? Да, мислам дека сме окей сега за сега, да. Значи имаше многу апликанти, така натаму многу бендови сака да свират од разни делови од другиот светот би рекол. Ама не можеме, значи само за парни трошкови да му платиш на такви бендови е ѓалбито. Така да одиме некако по приоритет и по некој си редослед кај што сметаме дека некој сега бас ви е редот и така натаму. Не знам, си имаме некои си така непишани некои правила што ги гледаме и што се како фактор кој ќе се одлучи некој бенд да го викнеме наредно. Така. А многу например по случајот како Blues of Sphincter тие нас се контактира, значи така да понекогаш и обратно, значи некој други бендови не сака да свират стварно и не ни се верваше кога видовме дека таков бенд сака да свири. Коцките треба да се поклопат, така? Да, точно. А зашто би бил задоволен со седмото издание на фестивалот? Па да не влеземе зија, нормално, така. Да, се подразбира и нормално да добиваме барем тро нешто пари за да добиваме за влог за година, значи за да расте фестивалот. Значи само така би растел фестивалот, пошто видовме од спонзорите колку што тие што ни се спонзори годинава и секоја година претходно се блиски пријатели, значи или со работници кај што буквално јас или другарите мои одиме и баш му бараме пари, ајде да се поможи, значи и добар дел од нив мислам безрезервно, онака нема проблем повели колку што можеме да повели. Ама за разлика од претходните годинава никаде не аплициравме кај што сметавме дека ќе не одбијат, значи пошто секогаш многу се испраќале барања и сите тие работи или наидуваш на негативни одговори или воопшто игнорирање. 5, 6 и 7 јуни би тоа е збирното место на сите љубители на метал музиката. Што вика временската прогноза? Ќе гори сонцето со жестки рифови? Да се надевам дека така ќе биде. Направивте доволно жртви на боговите за да нема грмотевици? И до прва треба да се дава жртва. Да. Ама мислам дека ќе биде кој што треба. Ете, можеме да видиме, мислам дека денес е точно видов, беше окей временската прогноза. Инаку само заборавме да ги спомним уште LSD During War, така и Short Fuse Hero, значи уште тие не ги спомнавме тие бендови и Јамка нормално ги кажавме дека се младите дечки. Исто Short Fuse Hero одобрените буквално не знаевме дека постати тие уште дека се активни. И за нив исто тоа важи, LSD During War мислам тие исто како новиот бран на млади бендови што така сме да ги поканиме се исто тие. Што на секоја нивна спирка имаат поврат енергија. Да, се разбира, сепак мислам не е случајно на списокот на Metal Discharge. Дефинитивно. Сега сме среда на вечер, карти каде има преостанато се уште за набавување? Вака, во Скопје нема повеќе, ги задовме. Во Прилеп исто така ќе нема повеќе, ќе останува Битола и Куманово до четврток. Веќе во петок мислам дека само за Битола ќе има, така и нормално наврата ќе може да се купат карти сигурно, тоа е неизбежно, меѓутоа за предпродажбата така решивме да ни треба, значи средствата да си ги земиме и картите што се преостанати. И затоа се одлучивме вака. Мислам би претходните години така било, значи сепак се ние напоменуваме дека се овие карти во предпродажба. За наврата секогаш ќе има карти. Да, и има голем број на луѓе што купуваат на лице место. Да. Така и на ракометно секогаш ќе има, мислам камо да стигнеме до да видим sold out ракометното регалиште. Додека кај во
пиварата кај Бакревски сепак таму е ограничен простор, меѓутоа мислам дека ќе има доволно простор за да луѓето да тие што ќе дојдат. Супер, Дејан, фала ти многу што ми дозволи вака да си подискутираме за ова година што ги очекува на Metal Discharge и посакувам мирни води со најмалку главоболки да го поминете ова издание и наредна година уште поголеми бендови ја донесете. Да, фала ти Златко уште не за убавите зборови и за убавите желби и официјално вака да ги покарам сите металци, сите што ќе слушнат, па не мора да се металци, дојдете, слушате, видете, така? Така е. Проширете хоризонти малку. Да, така е, така. Поздрави секој добро. Како што можевте да слушнете, Metal Discharge оваа година започнува во петок, на 5 јуни, кај пиварата Бакревски, каде исто така и ќе заврши. Предвидени се по 3 бендови на отворањето и на затворањето на фестивалот, така што во овој сегмент на емисијата ќе ви ги представам токму нив. Отворањето е наменето за спојот на младоста и искуството, односно фестивалот се надевам дека ќе го отворат LSD During War, посташ тие се најмлади, но и едни од најгласните бендови во државата, кои секогаш кога ќе ги видам на листа на бендови за настап, знам дека загарантирано е задоволството од нивната свирка. Последен пат ги гледав на Рестарт фестивалот и секогаш ми се допаѓа гимикот кој го прават со заложникот на нивните концерти, односно маскотата која ја носи маската. Свират сладжи ню метал уште од 2022 година, односно се составен дел на младите и полетни бендови кои шират бучава во скопските гаражи и кога ќе излезат од нив уништуваат се пред себе. Кога зборуваме за слаж, зборуваме за Crowbar, за Кајлеса, за I Hate God, со по некој ню метал ривче за да се врзе работата со помодерен звук, но насомнено е дека бендот има грув и го вози како што сака и како што милува. Наводно во подготовка има и албумско првенче и се надевам дека конечно ќе го добиеме тоа, затоа што нити можам повеќе да го слушам, нити па да го пуштам ова демо кое што го имаат, односно демо верзиите на песните кои ги поседуваат. Така што, ајде, друштво, удрете силно. Еден од бендовите кои ми приреди огромно задоволство што дознав дека се враќа на домашната сцена и ги напуштаат своите ковчези, се Тремула, еден од најзначајните домашни black metal бендови на сите времења, овој пат со обновен и пред се зајакнат метал состав, односно зајакнати метал сили, затоа што во редовите имаат членови од Амброс и од Марас, така што сега, сакале или не, се домашен all-star black metal бенд. Тие музицираат заедно од 2003 година и беа активни со нивните изданија во 2000-тите, конкретно со деби албумот Амброзично црвенило од 2005-та, синглот Праг од 2008, а помеѓу нив јас ги имам на култната компилација Hellfire's Trinity, на која се наоѓаат заедно со Wintertron и Марас. Колку што сум информиран, немаат заеднички настап пред публика, туку Владимир и неговата тајфа ќе го изведуваат премиерно албумот пред битолската публика и јас си стојам на тврдењето дека во врело црвена ложа е евергрин на македонската метал сцена, една вонвременска композиција со епска димензија, а ништо помалку значајни се шепотот на светите и бистрината на солзата, кои се под силно влијание на почетоците на Dimmu Borgir и на Emperor. Одај на недочујни еони е насловот на новиот албум, кој во изработка е моментално, од кој се надевам дека ќе се свири дел и на фестивалот. Мислам дека може да го заземат и местото кое што го има Скетер минатата година на главната бина, но мора некој тешкаш да го има и на отворањето и на затворањето, тоа е разбирливо. Единствениот бенд надвор од Битола од натрешност на државата се кичевчаните Innerhate, кои се предводници на моќната легура помеѓу old school, dead metal и thrash metal влијанијата. Значи, тоа што Entombed и Dismember го свираа во Скандинавија, на која се приклучија и мелодичните dead metal бендови кои влијаеле исто така на кичевчаните, го начна Sodom и Destruction, например, во Германија и најдобро го амалгамира Possessed, Pestilence, Morbid Saint, Demolition Hammer, Protector и Merciless и многу други бендови. Свират од 2017 година, во 2023 го издаваат нивниот албум Worthless Throne, каде се држат до темите на манипулација, малверзација на злоупотребениот народ од страна на самопрогласени авторитети, кои наметнуваат тортура без крај во секаков облик. Настапуваат во Битола и вон рамките на фестивалот, така што се локална поддршка на сцената и ме радува што ги одржуваат старошколските
своите музички принципи во живот на едно доста квалитетно рамниште. Поминаа 3 години од албумот и се надевам дека имаат подготвено нов материјал по можност на македонски, затоа што како што удира Бездушници, ниту една друга композиција не боли. На затворањето на фестивалот во недела кај пиварата Пакрески исто така ќе настапат 3 бенда, од кои гордост на домашната сцена ќе ја брани бендот Јамка, еден од најмладите бендови оформени минатата година. Музички, од една страна ја имаа старошколската агресија на дед треш влијанијата, како и мелодичните дед метал примеси, но од друга страна е амалгамот со модерните металкор влијанија. Значи, кога би ги споиле бендовите од Готенбург Мелодет сцената со мелодичните гитарски лидови на Killswitch Engage, Parkway Drive и Darkest Hour, само без клин вокалите, туку со гролови и скримови, барем од тоа што можев да услушнам на нивните демо композиции. Одлично освежување се на не само на битолската сцена, туку и на македонската сцена воопшто, кои се надевам дека во иднина ќе свират во Скопје и ќе бидам прецеслободен за да можам да ги погледнам. Скопскиот представник на последната вечер ќе биде бендот кој ми гостуваше во рамките на Dance Macabre, односно бендот Shortfuse Hero, која го издадо албумот Back to Basics. Покрај него го имаат издадено EP изданието Watch Your Back, а музицираат заедно уште од 2016 година и токму кон крајот на десеттите беа најактивни со концертните настапи и во клубската сцена, меѓутоа исто така настапија и на Exit и беа државни представници на домашната сцена на концертите во Бугарија, со оглед на тоа што се пропагатори на хардкор и метал сцените и токму во оваа синтеза на правци настапуваат со сродните бендови кај нас и надвор од државата, Delay Kibina со Whitechapel, Entombed и Comeback Kid. И ако има пауза по пандемијата, со нивните настапи се враќаат на сцената поагресивни од кога и да било и подготвени за да уништат на секој можен настап, така што дефицитарноста на активни бендови на домашната хардкор сцена со гастербајтерството на членовите на Hardfest и на Smut, мислам дека е повеќе од корисно да се врати и овој бенд и да преземе одговорност за тврдокорниот звук, за да биде домашен одговор на бугарските Vendetta, односно светските Hatebreed и Biohazard, така што мошовите, брейкдауните се загарантирани. Интернационалната звезда на вечерта се белгиските Gore Grinderi Brutal Sphincter од Лиеж, кои си го имаат зациментирано своите име во светската сцена, со оглед на тоа што имаат настапи на најголемите светски фестивали, како што се Hellfest, Obscene Extreme, Summer Breeze, Metal Days Dominator и одлично е што ќе може кај нас да ја презентираат нивната музичка лудорија, која ја челичат уште од 2013 година, која се темели на црна хумореска во комбинација со grindcore и death metal елементи, кои беа поистакнати и поагресивни во првите албуми, односно Dirty Jazz Bondage Club од 2015 и Analhu Akbar од 2018, но од секогаш постоела таа грув жичка која максимално ја употребуваат и злоупотребуваат на нивниот нов албум Spinked Earth Society од 2025. Така што очекувајте гласни свињари, заразни рифови за скокање на сите страни и политичка сатира која на најдобар начин знаат да ја постигнат овие одлепени артисти кои знаат како да направат добра забава. Ваше е да ја сватите шегата и убаво да си поминете на нивниот настап. Во претходниот музички блок имавме можност да ги слушнеме композициите кои ги изведува токму овие бендови, односно во продолжение на емисијата беа претходно представени Јамка со Regretful, Shortfuse Hero со Wake Up Call и Fearless и ги слушавме Brutal Sphincter со неколку композиции, односно The Prolapse of Society, Unvexed Lives Matter, Never, Name 3 Songs, се извинувам, и Persona Non Grata. А во продолжение ќе ви ги представам и бендовите кои ќе настапат на главната вечер. Односно, ќе ги слушнеме Кристијан Макденовски со A Crooked Jive и Disillusion Policy, потоа Unending Fury со Hellfire и Negative Peace и ги слушаме You со Black Thoughts и ќе ги слушаме со July 98. Така што уживајте во представувањето на овие бендови, потоа ќе се вратам во етер да ви говорам што друго ќе содржи главната вечер на 7-то издание на Metal Discharge.
Уживајте. Главната вечер на фестивалот е резервирана за сабота, 6 јуни, каде на ракометното игралиште ќе се соберат металци и металки од сите страни на државата за да ја прославиме убавината која ни ја нуди музичкиот жанр. Ќе фатиме дел од Зајди сонцето со тоа што ќе се означи почетокот на концертите во пристојно време, 18:30, со настапот на бендот на Кристијан Магденовски и уште една одлична можност е битолски музичар да го отвори фестивалот на оваа главна фестивалска вечер, кој сум го гледал како составен дел од најразлични формации, дали биле во прашање Eruption или Lucent, меѓутоа последно го гледав како оваа година како дел од оркестарот Дива, која ги изведува индастријал композициите со симфониски пристап, но никогаш не сум го гледал со неговиот соло материјал, односно со изведбата на композициите од двата албуми, Desecrated и неговиот најтезе албум Hard Edged, од кој се надевам дека ќе може да слушнеме изведба на неколку од композициите кои си содржат рифаџиски пристап, затоа што Кристијан си е лојалист на хард рок и на хеви метал школата, си има изградено собствен стил, значи јужначки примеси има од ZZ Top, од Black Label Society, од Lynyrd Skynyrd, кои се неизбежни, ама мелодични се солата и чинителите кои се важни да се слушна гитарата како плаче пред се тоа. Одличен избор на рок-н-рол за отворање на вечерта и загревање на општата публика од најмали нозе, индоктринирајќи ја на милозвучните влијанија на рок-н-рол музиката. Но тоа е само увертира, затоа што сирените кога ќе се слушнат и нападнат бластовите на Unending Fury, нема веќе враќање назад. Домашниот спид треш скопски одговор на Slayer активни се на сцената уште пред 15 години, со тоа што беа поприсутни кон крајот на десеттите, кога и го издадува нивниот албум Negative Peace од 2018 година за Die Hard Records, за кој имав можност да разговарам со нив во Danse Macabre, а по пандемијата немаа концертна активност, па затоа се повеќе од потребни да ја внесам музичката агресија во домашната музичка сцена, а се надевам дека бендот има и нов материјал за изведување, што ми ја има стабилизирано својата формација и дали конечно ќе ги слушнеме да запеат на македонски е прашањето на кое можеби ќе добиеме одговор во Битола. Наездата на бендови нема да запре тука и од трешерскиот призвук ќе се префрлиме на пост-хардкор, емо и скримо, а носители на тој звук ќе бидат никој друг туку Ю, кои тогаш ќе бидат свежо вратени од европската турнеја да ја комплетираат нивната луда авантура, која секој сериозен бенд треба да ја доживее, да се качи во комбе и да пропатува илјадници километри заедно, ширејќи го словото на секаде, што во случајот на нив значеше и излез од Балканот. Марко ми гостуваше во Danse Macabre кога зборувавме за издавањето на нивното албумско деби We Sing the Blues од 2017 година, а нивното EP издание River of Sadness 2024 беше рецензирано од моја страна во Раритет, ако не грешам, веќе се собраа 100 албуми и мене ми се мешаат насловите, но сигурен сум дека беше застапено во рамките на Канал 103. Нив ги краси едно смело соочување со најмилите и немилите случувања во животот кои не прават посилни, пребродувајќи ги сите удари кои ги доживеале и влечејќи поуки од лузните кои останале, за да станат дидактички четива за прифаќање на кршливоста на човекот, соочување со болката, но исто така и неговата посветеност и истрајност, што се рефлектира меѓу постојаната колизија на меланхоличната мелодија и незаузданиот ревносен гнев кој го поседува овој бенд. Еден од бендовите кои имаат досега докажано дека се неприкосновени во концертните настапи се трешерите Skull Crush, кои го одржуваат духот на старата треш метал школа во живот, односно уште еден од бендовите кои во издавачката дејност печатот го имаат оставено во 2000-тите, кога беа активни во домашните клубови на сите страни во државата, од 2004 до ден денес. Последен пат мислам дека ги гледав на нивниот настап токму на Metal Discharge и докажаа зошто се поим за домашната треш метал сцена, односно домашниот одговор на Testament и Exodus, ако повеќе милувате, кои исто така се си се подеднакво лојални нели на германската жичка на влијание од Destruction и Creator. Нивното истоимено издание кое ги содржи нивните хитови Врколак и Непокор беше издадено 2009 година. Работа на нов албум и редно време е да свират поголем дел од него за да бидеме
подготвени за тоа што ќе следува при неговото евентуално објавување, како што Дејан најави дека се доближува и тој ден да не обзнанат со студискиот материјал, без разлика што го свира низ годините во живо. Првите странски гости за вечерта се SD Rise, кои доаѓаат од Словачка. Постојат веќе 10 години, односно 2016 година. Првиот нивен албум е Reborn од 2019, на кој се надоврзува EP изданието Echoes, каде можеби најдобро се воочува еволуцијата на нивниот звук со имплементирањето на електронските елементи во мелодичното градиво на и гневните предсескримови, образувајќи спојката на металкор со джент, една доста свежа, гласна и пред се модерен приказ, кој ќе ја освежи палетата на вечерта на модерен призвук на кој што сме навикнати, например, од Periphery, Whale of Maya, Volumes, Monuments и ред други актуелни артисти. Печатот на вечерта ќе го стават србите Infest, односно бендот кој промовира неприкосновен death thrash метал на Балканот речиси 25 години, односно оформени се 2002 година, кои секојаш ќе бидат врзани со македонската музичка сцена, бидејќи нивниот прв албум, ако не грешам, Anger Will Remain, од 2007 година е издание кое го работеше Даре Вампир. Така што во 2000-тите и тоа како беа присутни на концертите кај нас, тие има континуитет да издаваат албум на неколку години, така што во 2010-тите издадоа за од Onward to Destroy до Addicted to Flesh, па по пандемијата го издава Psychosis и минатата година го издадоа нивниот седми долгосвиречки немилосрден албум Ambassadors of Aggression. Во меѓувреме направија 15 на големи европски турнеи и токму пред да дојдат во Битола свираа минатиот месец во Германија, така што и тоа како се добро етаблирани на европската метал сцена. Скоро на секој албум знаат да запеат на српски, од Легијата па на првиот преку Нека ватре горе до композицијата Боле да умрем, која се надам дека ќе ја свират и неа и неколку од новиот материјал и можеби ќе не навратат на 2000-тите со останатиот материјал. Нив ги сметам за условно кажано домашен бенд со оглед на тоа што коренот на издаваштвото им е тука, па Лесир едно време беше да се врати дома. За крајот на ова емисија токму ќе слушнеме музика од овие бендови, односно и слушаме Skull Crush со Непокор и Врколак, SD Rise ги слушаме со Throne и Truth Ocean и ќе завршиме со Infest, односно со Under the Sign of Legion, Ambassadors of Aggression и Боле да умрем. Така што ќе завршиме на висока нота во рамките на оваа емисија. Јас сум Златко Ѓелевски и го затворам 652-иот гримуар на Дансе Макабре и го враќаме на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. Доареното издание на Дансе Макабре, не бидете роб на медиокритети и одете на домашните музички концерти. Чао!